што најавивме, по рекламите следуваат вестите на Ирис телевизија. Активен пожар на пенуш во Штипско. Гори сува трева и ниско стеблеста шума на околу 50 хектари. Пожарникари, припадници на Арама и вработени во шумското стопанство Серта се на терен. Очекуваат да се стави под контрола до крајот на денот. Гори пенуш, неофицијално зафатена е огромна површина со трева и ниско стеблеста шума. Пожарникарите од Штипската противпожарна единица, 80 до 90 припадници на Арама и вработени во шумското стопанство Серта се борат со пламените јазици. Огнот се уште не е локализиран. Командирот на Штипската противпожарна единица изјави, избувнал околу 11 часот и веднаш е излезено на терен. Ветерот кој денеска дува во Штипско не е на нивна страна. Денес околу 11 часот имавме пријава на пожарно отворено кај местоста Пенуш, кај стрелиштето поточно. На лице место се излезени 2 возила и 11 пожарникари. Работат уште на терен луѓето, известена е дирекцијата за заштита и спасување и имаме представници од Шумското. Каква шума гори во моментот, со какви информации располагаме? Па со неофицијални информации, значи што ми стигнуваат од местото горе ниско стеблеста шума. Имаме значи малку полош терен и ветерот ни прави значи дополнително и ветерот ни прави дополнителен проблем при локализирањето на пожарот. Теренот е непристапен и опасен, со оглед на додека се користи и како воен полигон. Овде порано била лоцирана и базата на НАТО, раскажуваат оние кои денеска ги сретнавме на патот кон селото Пенуш. Белата опасноста е голема огнот да се прошири и нека и планината Серта. Страшно е, ветро посебно се може да префрли преку други ридишта, секаде може да поднесе. Познавате ли го овој терен, како е, мислам? Знаеме го ние, стално минеме ние тука, по пчели одеме, чувам си пчели и стално одеме тука. Пожарната ќе може ли да интервенира или пожарната може, има пат, али тука горе високото тешко да дојде. Мора авионски да се дојде, со хеликоптерот да изгасат, иначе многу лошо е местото, нема приступа за пожарната да дојде. Голема ли ќе биде штетата? Па голема штетата ќе биде, видиш колку почна ветерот да носе више. Од Центарот за управување со кризи денеска соштури информации за пожарот. Велат само дека станува збор за запалена сува трева и ниско стеблеста шума, но не знаат за колкава површина станува збор. Не потврдуваат ниту од Штипската противпожарна единица. Очекуваат да биде ставен под контрола до крајот на денот. Според познавачи на овој терен, пожарот кој денеска избувна кај Пенуш е на местото познато како Волчји трн, масив покриен со смрека и трње, но и тоа дека зафаќа површина поголема од 100 хектари. Штипскиот универзитет е второ рангиран државен универзитет на Шангајската листа. Ректорот Блажо Боев во емисијата Отворено на тема на Ирис телевизија денеска објави дека рангирањето е објавено синоќа, а ова е потврда дека Универзитетот Гоце Делчев е високо респектибилна институција во државата. Универзитетот Гоце Делчев повторно е второ рангиран државен универзитет во земјава. Академското рангирање на универзитетите во Република Македонија објавено синоќа од страна на Центарот за светски универзитети при Шангајскиот универзитет Џао Тон. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев во емисијата Отворено на тема на Ирис телевизија вели дека и покрај тоа што универзитетот постои само 10 години, сепак ова докажува дека е респектибилна високообразовна институција. Синоќ се објави најновото рангирање на Шангајската листа на универзитети не само во Република Македонија, во целиот свет, и во Република Македонија се наоѓаме на второ место одмор после Државниот универзитет во Скопје, Свети Кирил и Методи во Скопје, и што е нормално да биде така, бидејќи тоа е универзитет што постои 70 години. Тоа е универзитет со кој се идентифицира, да кажеме, нашето високо образование. Меѓутоа, сепак за еден 10 годишен период една млада установа да се справи со сите своји породилни болки и маки и да се силно позиционира на второто место во рамките на универзитетот во Република Македонија е, мислам, нешто што треба да се респектира од било кој. Боев истакна дека Штипскиот универзитет во изминатите 10 години со својот наставен кадар и студенти се развива, но и придонесува во делот на истражувањата, соработката со стопанството, меѓународните заедници и универзитетите во светот. И мислам дека Штип е правото место
за таа високообразована установа. Оваква форма која што е сега, јас се надевам дека во времето кој доаѓа ќе се промени таа во една поинаква насока, ќе се добијат нови, да кажеме, објекти, можеби некој нов универзитетски кампус кој ќе прилига на времето во кое живееме, кај што студентите ќе бидат заедно со професорите, со сите оние услуги што треба да ги има универзитетот, значи еден модерен универзитет во прав смисла на зборот. Центарот за светски универзитети при Шангајскиот универзитет Џао Тон на секои 2 години ги објавува рангирањата на државните универзитети во Република Македонија. Работоспособните лица над 50 години се најчеста мета на мозочните удари. Се почесто на неврологија се хоспитализираат пациенти на оваа возраст. Неделно на Штипската неврологија се хоспитализираат од 17 до 24 пациенти од целиот источен регион. Околу 70% се со мозочен удар. Дневно од 3 до 4, а неделно од 17 до 24 пациенти завршуваат на невролошкото оделение во Штипската болница. Околу 60 до 70% од хоспитализираните се со мозочен удар, укажуваат невролозите. Временските прилики си го прават своето, а се почесто мета на мозочни удари се работоспособните лица над 50 години. Мозочниот удар беше вообичаена болест за постара популација. Меѓутоа сега загрижува фактот, уште еднаш ќе кажам, што се јавуваат мозочни удари кај помлади пациенти. Дали е тоа негрижата за нашето здравје, то помалку се движиме, физички сме активни, помалку водиме сметка за нашето здравје, поредко се контролираме. Значи, ние очекуваме во амбуланте кога ни дојдат да се тоа пациенти над 65 години. За да се намали бројот на пациенти, лекарите советуваат превентивни контроли на почетокот, но и на средината од годината. Секако здравите животни навики и здравата храна имаат важна улога во намалување на инциденцата. Сепак, големо влијание има и фамилиарната предиспозиција. Ако имате некој во фамилија што има мозочен удар, шансите ви се 2 пати повеќе да добиете мозочен удар. Но тоа не значи дека сигурно ќе добиете мозочен удар. Ако имате ризик фактори, покачен крвен притисок, уште еднаш ќе кажем, шеќерна болест, треба се внимава на исхрана, значи исхрана што не содржи сол, маснотии. Едуцираноста на населението во врска со мозочните удари е на многу ниско ниво, констатираат невролозите. Добар дел од граѓаните не се запознати со симптомите, како и со првите сигнали кои укажуваат дека е можно да настане мозочен удар. Проект за истражување на навиките во исхраната на деца од 1 до 9 годишна возраст ке спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Институтот за јавно здравје. Истражувањата ќе се спроведат во согласност со европската методологија за ваков вид истражувања. Со проектот, освен што ќе се истражуваат навиките во исхраната во Македонија за одредена категорија и македонските традиционални јадења, како дел од националното мени ќе стана дел од така нареченото EU мени, се вели во соопштението на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во рамки на проектот, стручни лица ќе извршат над 1000 анкети за навиките во исхраната, со кои ќе бидат опфатени 2 категории деца. Во тек е подготовка на анкетните прашалници, а за реализација на активностите предвидени со овој проект ќе биде набавен и специјално дизајниран софтвер. Со него, во согласност со методологиите на Европската Унија, ќе се обработат собраните податоци од анкетите со кои ќе бидат опфатени навиките во исхраната во рамките на 4 годишни времиња. По обработката, податоците ќе станат составен дел од истражувањето на навиките во исхраната во одредени земји за различни категории лица, кои Европската агенција за безбедност на храната го спроведува во ЕУ. И локалните патишта на истокот стануваат ризични за сообраќајот. Се зголемува бројот на повредени во сообраќајни несреќи, а има и жртви. Базата на индикатори кои влијаат на безбедноста во сообраќајот на Републичкиот совет прв пат ќе содржи податоци за состојбата на патната инфраструктура. На локалните патишта страдаат велосипедисти, пешаци и трактористи. Често сообраќајните несреќи се резултати на лошата патна инфраструктура,
поради што безбедноста на патиштата кои водат до селата на истокот е загрозена. Вчера на локалниот пат кон виничкото село Липец загина тракторист. Несрекниот возач слетел од патот и од здобиените повреди починал на лице место. Раздвиженоста на земјоделската механизација поради пролетните сидбени активности на земјоделците во овој период уште повеќе загрозува безбедноста во сообраќајот на локалните патишта. Брзината на управување на возилата треба да се прилагоди и кон условите на патот, велат надлежните. Апелираме за сите возачи да ја прилагодуваат својата брзина на движењето на моторните возила, најпрви према ограничувањето на патиштата, а потоа и према условите и состојбата на патот. Патната инфраструктура за прв пат ќе се обсервира на терен, но ќе се направи и оценка за тоа колку општините инвестираат во инфраструктурни проекти. Податоците за состојбата со патиштата во источниот регион ќе влезат во базата на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Целта ни е да се огледаме колку локалните општини, колку од општините или од локалните власти се посветени во делот на креирање и изградба на инфраструктурни објекти во смисла на пешачки патеки, велосипедски патеки кои што се наменети за ранливите учесници во сообраќајот и оние општини кои што добро котират да ги акцентираме, да ги покажеме како добар пример, но оние кои што заостануваат исто така да ги мотивираме да работат во овој дел. Несрекниот тракторист е прва жртва во сообраќај на несреќа годинава. Неодамна на локалниот пат Чешиново-Соколарци со тешки телесни повреди при патот велосипед се здоби 76 годишен старец, а 8 годишно дете беше удрено од возач на патот кај Облешево. Општина Штип продолжува да асфалтира улици во сите населби. Денес започна асфалтирањето на пристапот кон метеоролошката станица. Со пролетта и градежната сезона во Штип продолжува. Конечно, дури после половина век, пристапот до Штипската метеоролошка станица добива асфалт, а ќе се асфалтираат и улици во Железничка. Како што најавивме, со самото подобрување на временските услови се отвори и градежната сезона, се започна со асфалтирање на повеќе улици во градот. Денес ќе се асфалтира пристапниот пат до метеоролошката станица и започна веќе активностите и со тампонирање на улици во Долна Железничка. Вкупно ќе бидат асфалтирани 2200 метри квадратни и вкупната инвестиција заедно за метеоролошката станица и за улиците во Долна Железничка се 2.200.000 денари. Дупките и низ улицата Борис Кидрич ќе бидат минато во сабота. Оваа улица ќе добие нов асфалт, а апел граѓаните да избегнуваат возење во тој дел од градот. Да пратиме на апел до граѓаните на општина Штип во сабота да ја избегнуваат улицата Борис Кидрич, бидејќи таа ќе биде затворена за сообраќај, се со цел во текот на денот да нема сообраќај, се со цел за побрзо да се одвиваат градежните активности и во текот на еден ден да биде улицата завршена. Проекти од поставување нов асфалт и поправање на тротоарите општина Штип ќе реализира во сите населби од градот. Општина Штип достави 18.000 годишни решенија за данок на имот. Граѓаните со наплатата на овој данок парите им ги враќаат во изградба на нови улици, тротоари, водоводи и канализациони мрежи. Од општината апелираат оние кои немаат добиено решение да се обратат до општината. Општина Штип до 15 март до граѓаните и фирмите достави околу 18.000 решенија за наплата на данок на имот, информираа денеска од општина Штип. Апелираат до оние граѓани кои немаат добиено годишни решенија за данок на имот за 2017 година да се јават во општината и да го побараат своето решение. Ние порано апелиравме до граѓаните секоја промена во имотната состојба да ја пријават во општината, за да може навреме да се преземат активности за точно утврдување на носителот на имотот, како и на сите други податоци, вклучително и на оние кои немаат добиено решение, за да може да си ги платат данокот на имот во соодветен термин. Со тоа навреме ќе добијат решение и ќе се избегне можноста при подоцнежната евиденција да ги плаќаат и каматите. Доколку утврдиле грешки во личните податоци, ги замолуваме да се јават во општината со цел да се направат корекции. Средствата кои се прибираат на име на данок на имот повторно се враќаат кај граѓаните преку инвестиции во локалната инфраструктура, градење на улици, тротоари, водоводи, канализациони мрежи, спортски игралишта.
Лани се собрани вкупно околу 36 милиони денари по основ на данок на имот, од кои 21,3 милиони се од граѓаните или физичките лица, а над 14 милиони од правните лица. Значи наплатата е некаде околу 90% или 5 до 6% повеќе од лани. Кај граѓаните се уште имаме должници не само на данок на имот за 2016, туку и за некои од последните години, зашто им е пресметена и камата. Додека правните лица 100% го платиле данокот на имот за 2016 година. Финансиската дисциплина на граѓаните на општина Штип е на завидно ниво. За споредба во 2012 година наплатата до ноември била околу 55, а во последните 8 години наплатата на данокот на имот е од 88%. 10 пати се намалил бројот на пријави кои граѓаните ги поднале во Државната комисија за спречување корупција од 2006 до 2015 година, што според извештајот на Македонски центар за меѓународна соработка може да значи дека кај граѓаните се намалува довербата во оваа институција. Во 2007 година имало 1114 пријави, додека во 2015 само 127 пријави за корупција поднесени од граѓаните. Како што е наведено во извештајот, изминатите 10 години, од 2006 до 2015 година, најмногу успех имала во едукација на институциите, покажува најновиот извештај на Македонски центар за меѓународна соработка. Во текот на овие години граѓаните помалку пријавувале корупција во останатите полиња како што се надзорни и контролни надлежности, соработка со граѓански организации, регистарот за избрани и именувани лица постои под фрлање. Во Македонија не постои соодветна категоризација според видот и степенот на епилепсијата и нападите. Лицата со епилептични напади не се водат како инвалидизирани лица, што е пречка за добивање на ортопедски помагала. Околу 80% од лицата со епилепсија, иако се работоспособни, тешко доаѓаат до работа. 25.000 лица во државата живеат со епилепсија. Од нив 80% се работоспособни, но за жал, социолошкиот момент како и поддршката од институциите и работодавачите се уште е на многу ниско ниво, појаснува Дејан Бунтевски, претседател на Сдруженијето Епилепсија Македонија. Според него, лицата со епилепсија се стигматизирани како од општеството, така и од работодавачите. Претежно лицата со епилепсија во Македонија се дискриминирани и се соочуваат со проблеми при вработување. Да напоменам дека 80% од лицата со епилепсија може да се вбројат во онаа група на работоспособни лица. Останатите 20% за жал се лица кои што не ги имаат нападите ставено под контрола и нив му е потребна особена грижа. Значи, ние подеднакво ќе ги штитиме интересите и на овие 80% и на останатата група од 20% инвалидизирани лица со епилепсија. Во Македонија не постои соодветна категоризација според видот и степенот на епилепсијата и нападите. Лицата со епилептични напади не се водат како инвалидизирани лица, што е пречка за добивање и на ортопедски помагала. Семејствата се принудени преку социјалните мрежи и невладини странски организации да дојдат до инвалидски колички. Согласно закон, лицата со епилепсија не се лица со инвалидитет, па према тоа и не му следуваат. Ние, значи, во соработка со некои други слични организации набавуваме одреден вид на ортопедско помагало во случајов количка, како би му излегле во престрет на семејствата кои што имаат ваква потреба. Епилепсијата е болест што не се лекува. Таа може да исчезне, но и повторно да се јави во текот на животот. Граѓаните да ги почитуваат законските норми од Законот за јавна чистота и комуналните закони, потсетуваат од Општинската комунална инспекцијска служба. На комуналниот отпад и градежниот суд се знае каде им е местото за одложување. Комуналната инспекција повторно со апел граѓаните да внимаваат каде и како го фрлаат и одложуваат отпадот. Значи, Општина Штип оваа година сака да упати повторно апел до сите граѓани да пазат дека го фрлат отпадот, комуналниот отпад и другиот вид на отпад од градежен шут. Знаете дека градежниот шут отпад се фрла на старата депонија Крстот,
а додека па комуналниот отпад сите граѓани се обврзани да го одлагаат во кантите за отпадоци и во контейнерите. Значи не до самите канти и до контейнерите, да не се стварат во централното градско подречје мини депонии. Доколку не се почитуваат законските норми од Законот за јавна чистота и од законите за комунални дејности, казните се тука. Везенков подсетува и за недозволеното чување на животни и живина. Доколку бидат фатени по Законот за јавна чистота, исто така и жителите кои што чуваат живина и стока по Законот за комунални дејности и по одлуката за комунален ред, следуваат казни согласно законот. И тоа значи од 50 до 200 евра во денарска противвредност за оставање одлагање на отпад и шут на јавни површини и исто така за луѓето кои што, односно граѓаните кои што чуваат живина и стока, казните се движат од 50 па до 200 евра во денарска противвредност. Инаку комуналната инспекција и комуналните редори редовно се на терен и ја контролираат состојбата со почитувањето на Законот за јавна чистота, но исто така се контролира и состојбата со недозволено изградените објекти. До 31 март правните лица регистрирани за трговија и преработка на земјоделски производи треба да ги достават податоците за планираниот откуп оваа година и за купеното лани. Казната за неисполнување на оваа законска обврска е 1500 евра. Истекува рокот за доставување податоци од фирмите кои тргуваат и преработуваат земјоделски производи. На почетокот на секоја година тие мора да пријават колкови количества храна ќе купуваат од земјоделците, велат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според ресорното министерство, откуп на земјоделски производи може да вршат само правни лица кои се регистрирани за трговија и за преработка во министерството. Фудбалските третолигаши од групата Исток ги одиграа надпреварите од вонредното 21 коло. Екипата на Кит Го Пехчево забележа нова победа, овој пат против тимот на Тиверија од Струмица. На прекрасниот тревнет терен во Пехчево, играчите на Кит Го и Тиверија има идеални услови за игра и за надмудрување. Иако беше работен ден, сепак убавото време и добрите резултати на домашните фудбалери привлеко голем број навивачи на единствената новоизградена трибина. Домашните фудбалери беа подобри, имаат целосна контрола на надпреварот и победија со резултат 2:0, полувреме 0:0. Кит Го Пехчево во водството 1:0 дојде во 52-та минута со голот што го постигна Симевски, а по асистенција на Алексовски. На 2:0 во 68-та минута со вистински еврогол с големи Дарко Алексовски. Домашните играчи на два пати ја погодија и стативата на гостите. Најпрвин Мики Жежов упати вистинска бомба која ја раздрма стативата, за да веднаш потоа и Мартин Димовски упати вистински проектил, но и тој удар заврши во стативата на сректен голман на Тиверија Илије. Еви ги комплетните резултати од ова 21 коло. Слога 1934 в Чеполе 0:2. Напредок Здраве Радово, Беласица 0:2. Малеш Работик Џумалија 1:0. Кит Го Пехчево Тиверија 2:0. Василево Согово 1:3. Рудар 1947 Брегалница Голак 5:3. Табела. Беласица е прва со 55 бодови. Втора е Плачковица со 48. На трето место Согово има 45. Четврто место Каменица Саса 40. Петто место Овчеполе 37. На шестото место Кит Го Пехчево има 35. Следуваат Брегалница Голак, Напредок Здраве Радово и Василево со по 21 бод, а Василево е со -3 бода. 10-то место Тиверија 20, 11-то место Малеш 19, на 12-то место Работи Џумалија има 18. Рудар 1947 е на 13-то место со 17 и последно 14-то место за екипата на Слога 1934 со само 14 освоени бодови. Со информацијата од спортот ги одјавуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Пријатно!